Кевање во градинка. Здраво, Тео, здраво, Калина, викна Бисера. Видете ја мојата вреќа за спиење, зелена со многу цветови. И Тео, а и Калина носат со себе вреќи за спиење. Сите се многу возбудени затоа што вечерва смеат да преноќат во градинката. Ангела, наставничката, најави дека ќе направат една вистинска забава под отворено небо. Погледни, рече Бисера, покажувајќи на капијата од градинката. Еве ги Павел, Ангела и Бруно. Павел е сопругот на Ангела, а Бруно им е кучето. Супер, се израдува Бисера. Павел ја носи со себе својата гитара. Сите заедно ќе можеме да пееме. Се радува и трчка заедно со Тео и Калина. Децата возбудено трчкаат наоколу. Вечерта родителите направија огниште каде што сите ќе се собере за забава. За ова таткото на Калина донесе многу камења. Но пред да се заминат родителите, сите помагаа да се наместат камењата. Помагаа и Тео и Матеј. И кога логорскиот оган конечно беше запален, следуваа салата од компири и колбаси. Павел седеше на еден поголем камен и свиреше на гитарата. Бисера не можеше да пее. Устата ѝ беше преполно со вкусна храна и со печено лепче. Ангела раскажуваше. Порано, уште пред да се родат вашите баби и дедовци и нивните баби и дедовци, зимата ја бркале со пеење, танцување и со оган. Тие немале како да се греат. Кога пронашле, си правиле маски и одржувале забави за да ја избркаат зимата. А сега ставете ги вашите маски кои утрово ги правевте, рече Ангела. Ние ќе танцуваме околу огнот за да ја избркаме зимата. Бисера ја направи својата маска од хартија. Видете, ја исеков на 2 тупки за очите, а малото дупче е за носот. Ху, рече Ангела, од ваква маска зимата дефинитивно ќе се исплаши. Колку страв само ќе собере со себе, викна Калина танцувајќи со Тео и со Бисера. А Бруно, кучето, се врткаше наоколу лаејки. Децата му намотаа тоалетна хартија околу рилката. Мора и Бруно да има маска, помисли Тео. Инаку нема да има вистинска добра забава. А сега ќе играме играта Зима дали си замина. Прошетка околу шумата, викна Павел. Зимата не си заминала ако се уште не можеме да најдеме кокиче. Павел држеше голема лампа и се движеше по патот. Бисера ги држеше Тео и Калина за рака. Леле, викна Калина, мене зимата ме душна, а мене ме допре со студената опашка, се надоврза Тео. Павел провери со лампата, но тоа беше само кучето Бруно. Ха, зимата изгледа токму како кучето Бруно. Децата се насмеа, но сепак беа малку исплашени. Додека се шетаа, Павел им покажуваше на децата разни гримаси, кои ги правеше со лампата. Имитираше некого. Бисера се смешкаше, но не можеше да разбере кого го имитира. Прекрасно е, викна Бисера. Кога се врати од прошетката, немаше траги од зима. И мирисот е вистински на пролет, на зелени листови и на пролетен дождец. Децата си легнаа во своите вреќи. Да, рече Калина солниво, ваква пролетна ноќ мора да прославуваме секоја година. Следниот ден Бисера нацрта цртеж со пролет за својот прозорец. Со четката боеше на еден лист и пееше песна која ја научи од Калина. Пролет, пролет, кај нас дојди, и дрвјата обој ги, внеси многу шарени бои, за цвеќенцата пролетни твои.